Главното внимание на ВМРО ДПМН откако ќе ја освои власта е економијата, а првите чекори се следните. Изјави денес Христијан Мицковски. Имаме јасна и предвидлива даночна политика, да нема осцилација. Еднаш рамен данок, па ајде сега ни текнало прогресивен данок, па не има критики за прогресивниот, па повторно рамен данок. Мора да имаме институции кои што ќе бидат ослободени од криминал и корупција. Еден од проектите е инвестиции кои што ги планираме во делот на децентрализација на средствата од буџетот кон локалните единици на самоуправа, 250 милиони евра годишно. Според Мицковски, во досегашниот тек на кампањата некои се сокриле, но најважно е таа да заврши демократски. Ковачевски не го коментирам, бидејќи човекот исчезна. Тоа се несува до Пендаровски. Неговата порака очи нема да ви видам во вториот круг, ако во првиот круг нема да ме гласате, навистина шокантна. Посакувам кампањата да помине, да биде мирна, да нема некои посериозни инциденти, да биде демократска. Во однос на уставните измени и нивното усвојување, на кој повикува Бујар Османи, Мицковски изјави. Бујар Османи за таков консензус ја испушти можноста како министр за надворешни работи, кога ние како ВМРО ДПМН и јас лично имавме пресконференција и се понудивме да бидеме дел од процесот кој што тогаш го водеа шверцерски тајно. Јас упатив официјална порака до албанската опозиција, официјален одговор на мојата официјална порака до овој момент немаме добиен. За повикот до албанската опозиција за можно коалицирање, Мицковски вели дека досега од неа одговор нема.